Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Нови работни места како одговор на иселувањето од руралните средини. Во Деборца ќе започне со работа првата фабрика за производство на еластични огради во земјава. Станува збор за домашна инвестиција која во почетната фаза ќе обезбеди 30 вработувања. А локалните власти очекуваат таа да биде поттик за задржување на младите и привлекување на нови инвестиции. Се работи за фабрика која што ќе се занимава со производство на еластични огради. Единствена фабрика која што веќе ја има во Република Македонија. Мислам, за прв пат ќе се отвори во општина Деборца. До сега ние немаме таква фабрика на територија на Македонија. Увоз на еластични браници се прават од надвор. Ова фабрика ќе отвори негде стартно од прилика околу 30 на работни позиции. И она кое што јас, како кандидат за градоначалник, го говорев во предизборната кампања пред граѓаните на општина Деборца, ветував дека ќе се грижам за младите луѓе, дадов чесен збор. Некои луѓе не гледа со резерва. Но јас бев убеден дека ќе направиме нешто кое што ќе отвори нови работни места. Локалните власти паралелно инвестираат и во патната инфраструктура. Со рекорден буџет се асфалтираат локални патишта со цел да се создадат подобри услови за нови инвестиции и економски развој. И ова позиција е чекор каде што ќе се отворат работни места и ќе има што да им понудиме на граѓаните на општина Деборца. Исто така и добар символ за да ја промениме она лоша демографска слика која што со години ја тишти општина Деборца. Ево сакам да бидеме општина каде што ќе оставиме можност за инвестирање и за луѓе да почнат да градат во општината, да создаваат. Тоа е нашата цел. Од вкупно 30 села во Деборца, дури 15 имаат помалку од 10 жители. Локалната самоуправа очекува дека новите инвестиции, отворањето работни места и подобрената инфраструктура постепено ќе придонесат за подобрување на демографската слика и задржување на младите во општината. Нема да започне изградба на стационар за бездомни куќиња во Струга, откако Советот на градот не ја усвои физибилити студијата за реализација на проектот преку јавно-приватно партнерство. Мнозинството советници нагласуваат дека не се против изградба на стационари, а поддржуваат идејата за системско решавање на проблемот со куќињата скитници. Сепак тие реагирале дека во студијата не била прецизно наведена точната локација за стационарот, како и дека не било јасно образложено зошто општината би издвоила околу 170.000 евра за купување земјиште, кога во други општини тоа било обезбедено без надомест. Според студијата, стационарот бил планиран на површина од околу 2500 квадратни метри на приближно 2 километри од центарот на Струга, со капацитет од најмалку 75 боксови, а инвестицијата се проценува на околу 523.000 евра. За градоначалникот Менди Ќура проектот останува приоритет и општината нема да се откаже од негова реализација. Тој посочува дека општината веќе издвојува по околу 500.000 денари годишно за заловување и третман на куќињата, при што се опфатени од 13 до 24 животни, но проблемот продолжува делумно и поради префрлање на куќиња од соседни општини. Од општината најавуваат соработка со соседните локални самоуправи за чипирање и контрола на движењето на животните. Собствениците на пловни објекти кајчиња треба истите во најкраток временски период да ги отстранат од крајбрежниот појас кај локалитетот Сараиште и во рибарската населба Пештани, информираа од општина Охрид.
Пловните објекти треба да се отстранат поради тековно одржување и чистење на крајбрежјето во овој дел од градот пред официјалниот почеток на летната туристичка сезона, велат од општината. Во спротивно потенцираат дека локалната власт и општинските јавни предпријатија ќе започнат акција за отстранување на истите на товар на сопствениците. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Максималната температура се искачи до 27 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Утринската температура од 12 степени, а максималната дневна до 27 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 7 до максимални 33 степени. Од денеска до средината на следната седмица времето претпладне ќе биде сончево и потопло со променлива облачност, а поради големата енергија во атмосферата во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во планинските и југоисточните делови од државата. Ќе дува умерен ветар претежно од северен правец.